Нови оштетувања се забележани на изолацијскиот материјал од цевководот на геотермалниот систем што води од бунарите кај Подлог до Кочани. Не помагаат апелите за посовесно однесување на граѓаните, па комуналното јавно предпријатие Водовод, кое стопанисува со системот, принудено е секоја година да вложува по околу 500.000 денари за санирање на оштетувањата. Ова дополнително го оптоварува буџетот на предпријатието, што со губењето на топлинска енергија значи и загуба на значителни средства. Одговорните во Водовод велат дека оштетувањата на изолацијата на цевководот се поради влијанието на временските услови, но и од несовесните постапки што со години ги прават некои сограѓани. За жал лоша слика и не сакам да ги обвинувам само граѓаните, односно несовесни граѓани кои го оштетат со крадење на лимот, значи класично крадење и злоупотреби и продавање за ситни пари, а штетите се многу големи и заради тоа веројатно имаме и пониски температури и ако сметате за квалитет тоа пониски температури до крајните корисници, но сепак сметам дека со чекорите и со интервенциите кои ги презимаме во текот на сека година и одржувањето на состојбата на овој цевковод го држиме во добра кондиција. Иако не се работи за нова инвестиција, за санација што вообичаено се прави еднаш годишно, се трошат по неколку илјади евра. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, а според вработените во Водовод најчесто се јавува во текот на грејната сезона и во летниот период.